Одговорот на поднесената интерпелација од претениците од опозицијата го поднесовме врз основа на член 46 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, кој што исто така е во согласност со Уставот на Република Македонија. И веднаш ќе кажем дека по разгледувањето на содржината на истата интерпелација, очигледно дека интерпелацијата е апсолутно неаргументирана и не е подкрепена со доволно факти, а се однесува на разрешување на председателот на Регулаторната комисија за енергетика, доследно до крајот на интерпелацијата барање и за разрешување на останатите членови од комисијата. Повикуваме на Законот за енергетика, кој што представува правна рамка и кој што точно и децидно се прецизирани нашите обврски и за членовите на комисијата и за председателот на Регулаторната комисија за енергетика, и точно под кои услови, кога и како може да биде разрешен еден член на комисијата или председателот на комисијата. Повикуваме и на тоа дека, со оглед на тоа дека имате право да поднесете оваа интерпелација, за сите да се постави за работата на секој носител на јавна функција, повикуваме во овој случај да се погледне законски поставената позиција на Регулаторната комисија за енергетика, односно да се има во предвид дека тоа е колективно тело во чија што работа рамноправно учествуваат сите членови и председателот на комисијата. Јас си покрај тоа што ова е апсолутно неаргументирано, нејасно и несредно се наведени повеќе прашања од областа која што ние ја регулираме, ќе се обидам последователно, онака како што сметав дека треба да одговориме на сите овие прашања, да ги образложам. Значи, во нешто што првично вака провејува во целата интерпелација се однесува на нашата независност, на начинот на кој што одлучуваме, или како што е потенцирано сумнителниот и нетранспарентен начин за носење на одлуките по нејасна методологија.